Веднаш се селиме во регулаторната комисија за енергетика, таму го имаме Марко Бислимовски, првиот човек. Вчера имавме намалување на бензинот, односно на бензинот, дизелот остана со иста цена. Бислимовски, бидејќи донесовте одлука дека ќе се менува секојдневно, односно на дневно ниво може да се менува цената, можеме ли да очекуваме денеска нешто ново? Значи, регулаторната комисија за енергетика со измените на методологијата која што ја направивме минатата недела, може да определува цени на дневно ниво за секој нафтен дериват посебно, доколку цената се зголеми за 2 денара или се намали за 2 денара, од оноа сега што го видов и пред малку од колегите кои што работат на оваа проблематика во регулаторната комисија за енергетика, сакам да ве информирам дека и денеска регулаторната комисија за енергетика ќе донесе нова одлука за цените на сите нафтени деривати во државата. Таа ќе биде пониска или? Па ги гледаме трендовите во текот на денот, како и секогаш ќе известиме јавноста каква ќе биде цената. Добро, ако ги земеме во предвид она што се случуваше на светските берзи изминатиот период, за очекување барем дајте една охрабрувачка вест дека можеби може да паднат уште малку цените на нафтените деривати. Значи, регулаторната комисија за енергетика работи врз основа на просек на во претходните 5 дена и тоа просеците ги гледаме за секој нафтен дериват посебно за дизелот, посебно за бензинот, посебно за екстралесното, посебно за мазутот. Значи, не секогаш тоа што се случува со суровата нафта и бренд нафтата е исто со тоа што се случува за секој дериват посебно. Значи, бренд нафта и сурова нафта ние воопшто не ги земаме во предвид при носење на нашите одлуки, туку гледаме 5-дневен просек за претходни 5 дена, посебно за дизел, посебно за бензин, посебно за екстралесно, посебно за мазут. Значи, ако добро сватив, и денеска ќе има корекција на цената? Денеска ќе има корекција на цената и вообичаено, како што известуваме во изминатиот период, некаде околу 18:30-19 часот ќе известиме јавност. Добро, во некоја блиска иднина не, но например следниве денови, можете ли да го видите трендот како се одвива и покрај тоа што ја објаснивте методологијата во смисла на тоа што се случува на светските берзи? Денес забележав мал скок на нафтените деривати 0,75 ако не се лажам, меѓутоа веројатно вие подобро следите што како се случува. Значи, точно е, денеска дојде до пораст на цената на суровата нафта и на бренд нафтата на светските берзи, но вообичаено и што е некарактеристично во текот на денот се случуваат драстични промени, така да предмалку што ги видов тие податоци, тоа што Самајле растеше, сега е на исто ниво, речиси како што се завршија котациите во текот на вчерашниот ден. Значи, регулаторната комисија за енергетика, кога носи одлуки за цена на нафтени деривати, исклучиво ги гледа трендовите на светските берзи, поточно ние, како и сите земји од регионот, ја гледаме медитеранската берза и за тоа добиваме соодветни податоци од плац. И тој податок кој што го добиваме ние, како регулаторна комисија за енергетика, го добиваат сите трговци во државата, кои што се предплатени на плац, и исто така тој податок го користат и сега и хрватската влада, црногорската влада, словенечката влада, така да во тој дел сите гледаме еден ист податок и врз основа на тој податок ги носиме одлуките за цени таму каде што се регулира
каде што се регулираат цените на нафтените деривати. Значи, ниту кога расте цената на берзите е виновна регулаторната комисија за енергетика, ниту пак кога се намалува цената на светските берзи, за нешто е заслужна регулаторната комисија за енергетика, иако морам да кажам дека во текот на минатата недела бевме изложени на невидени напади, на невидени вреѓања, поради тоа што ја зголемувавме цената на нафтата, и тоа представува едно разочарување за мене, бидејќи апсолутно тоа беа шпекулации од највулгарен тип. Потенцирам уште еднаш, регулаторната комисија за енергетика воопшто не е заслужна доколку се намалат цените на нафтените деривати, бидејќи превземаме податоци од берза, како што кажав, како што прават и сите земји во регионот. Ниту пак е виновна кога растат цените на светските берзи. Така. Но предпоставувам дека тоа имаше и друга тенденција, имаше нешто сакаше да се покаже, да се даде политичка конотација, да се предизвика паника, но со навремени мерки кои што ги превземавме ние да определуваме и на дневно ниво, исто така и благодарејќи на намалување на акцизата, а исто така намалување и на ДДВ-то за нафтените деривати, веќе имавме едно сериозно намалување на цената во саботата, имавме вчера, ќе видиме и денеска како ќе бидат цените. Единствено што сакаме е правилно да биде информирана јавноста и да престанат шпекулациите околу цените на нафтените деривати. Добро, вие сте гласникот, во случајот лошиот гласник кога е во прашање цената и веројатно затоа одат критиките во таа насока. Оно што сакам да ве прашам, бидејќи се крена многу врева, се направија метеж на бензинските пумпи, можеме да бидеме сигурни имаме нафта, нафтени деривати? Во овој момент, бидејќи во текот на и минатата недела и оваа недела државме состаноци и со трговците, најголемите трговци во државата, исто така и најголемиот увозник на нафтени деривати, тоа е ОКТА. Значи, и сме информирани од ОКТА дека ниту минатата недела, ниту предминатата, во ниту еден момент немало проблем со набавка на нафтени деривати во државата. И она што е битно да се знае, дека ОКТА, нафтата која што ја увезува од Хеленик Петролеум, и Хеленик Петролеум, истиот однос кој што ќе го има во Грција, ќе го има и кон ОКТА како компанија која што е формирана од Хеленик Петролеум, и така да постојано ќе имаме испорака на нафтени деривати во државата и до сега немало никаков проблем, ниту пак има некои навестувања дека ќе има некаков проблем. Сега, секогаш ова мораме, имајќи во предвид дека имаме војна помеѓу Украина и Русија, кога е направена една инвазија врз Украина од страна на Русија, така да никогаш да не кажеме дека нема нешто да се случи, но она што го имаме како податок е дека нема никакви проблеми во однос на набавката на нафтените деривати за нашата држава. Добро, бидејќи пречекори веќе со времето, имам само уште едно прашање за крај. Ве молам сосема кратко, можни ли се корекции на цената на струјата? Сега за сега не го разгледуваме тоа. Она што работиме е анализи за можноста за воведување на блокови на потрошувачка кај домаќинствата. Тоа кога би било готово? Па се обидуваме дека првичните анализи и податоци ќе ги имаме кон крајот на месецот и понатака сето тоа ќе го презентираме во јавноста со цел на времено информирање на потрошувачите во државата. Да, блоковите не значат рестрикции, да дефинираме блоковите, едно е сигурно дека тоа не значи рестрикција на струја, така? Апсолутно, блоковите значат дека ќе има една гарантирана пониска цена за електрична енергија за оние кои што ќе имаат најмала потрошувачка,
како што ќе расте потрошувачката, така ќе се зголемува и цената на електричната енергија, поради тоа што имаме податоци дека 1% од домаќинствата користат 20% од вкупната потрошувачка на домаќинствата, и тоа се домаќинства кои што немаат никакви проблеми да се ги покријат своите трошоци за електрична енергија, така да апсолутно имаат и пари да инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност во нивните домови. Добро, тоа е друга тема. Благодарам што бевте гостин во Студио 10.